Јоце ни пристигна во студиото, ова кој што го видовте е најновиот музички спот за песната во Тугина. Ние, да, поводот ни е солистичкиот концерт кој што е во пресрет, но се разбира дека ќе се надоврземе на најновата песна и спотот кој што го погледнавме. Јоце од прва рака тука да ни каже за, нели не, може да се види спотот и на YouTube се разбира, но Јоце, прво добро утро, добро ни дојде. Одамна не си ни дошол. Добро утринската, да. Имаме одличен повод денеска. Пред да позборуваме и да кажеме детали за концертот, малку за спотот, нели за самата песна во Тугина, посветена на оние кои што многу логично нели не работат и живеат тука. Добро, тоа беше моја кога земав една друга песна што ќе излезе после концертот, се вика Алкатрас. Таа беше песната кај композиторот за која ме повика. И кога боричкаше низ оние неговите вакви архиви бакш на листови запишани и читам у туџини, пошто српска верзија е правичната. Викам, тај ова отсвирим ја, а ова сам радио тавата, ова само што ја засвирим реков ова, дефинитивно, да, Алкатрас ќе ја земам, ама и ова дефинитивно. И кој што значи универзумот? Значи 2-3 месеци претходно цело време размислувам, имав нели најаве од Австралија, од Канада, од нашинци, нели таму што како за тоа. И цело време сикам, имам песни такви што се со тематика, кај си ти, кај сум ја, например, нели од љубовта, мојот град е исто посветена така некако емотивно. Да, поврзано со таква нитка за Тугина, ама викам немам конкретно нешто со наслов од Тугина да се и си дојде песнава. Како нова приказна. Да, јас гледам секој пат веројатно и твоите музички проекти се на табула раса. Вчера додека го говоревме за гостувањето, се сеќавам пред повеќе 15 години кога работев во национален сервис, кога одек на прв пат името на Јоце Панов и се видам колку години помина кога сериозно сме сведоци на твој интересен музички патока со проекти и обединување на македонскиот и балканскиот народ. Верувам дека сега и како професор 25 годишен јубилеј инаку прави Јоце и тоа не е мала бројка. Убаво ти е собрано. Цело CV е убаво за Јоце Панов. Сигурно е некој фино прибежиште се чувствуваш по која епоха се наоѓаш сега во моментот. Како не, кога ќе прочитам ете 25 години се плашам. Сикам морам да скратам овие седа длака. Четврт век. Ама добро, се тешам што млад почнав. Да. Значи млад почнав и се тешам, се викам добро е. Многу ете кога ќе дојдам сега по сите македонски телевизии што секогаш значи поддршката било од самиот старт и сум презадоволен и тоа беше причината што не се пресели во Белград, искрено да ви кажам. А имав многу наврати и живеем во Белград и да, може лесно да ги пуштиш животните корени таму. И така да ете таа сега кога се навраќам, ќе отидам во сите телевизии, кога се навраќам на моментите, сикам зарем 25 години како вчера да беше ова. Вчера да беше, да. Како вчера првите ти пеам песна 2009 пример кога сум пеел. Таа е помнам, да. Од 2001-2 и Канал Фест, Охрид Фест, па Макфест 2006 и сите тие настани кои сум доаѓал по телевизиите, она буквално како вчера да беше. Да, времето лета кога се работи работата за задоволство. Всушност тоа не е работа, туку љубовта кон музиката и кон пењето си го прави своето. Ќе биде ова, да речеме, концерт се разбира посветен на дамите по повод 8 март. Оние дами кои што се многу често и твоја публика, таму каде што настапуваш, но ќе биде и еден момент или накронисување на кое што го правиш 25 години како што зборувавме. Значи на 8 март, токму на денот на дамите, во Филхармонија, со почеток во 20 часот, Јоце го има својот солистички концерт. Ние имаме, споменавме повторно ќе потсетиме, телефонот може исто за потсетување да биде на нашиот екран за 2 гледачки по 2 билета за оние кои што ќе сакаат во сабота да бидат дел од овој солистички концерт и веројатно многумина ќе ги интересира Јоце што ќе биде на репертоарот, се разбира твоите песни, но каков е целокупниот концепт за концертот и како се подготвуваш во изминатиот период? И најважно Филхармонија. Да, во Филхармонија. Тоа ќе биде едно акустично интимно уживање во едно од најубавите културни установи кај нас. Дефинитивно е така. Среќа со предсе што ете имам чест бидејќи само неколку години е овој нов објект на Филхармонија правен навистина по сите светски стандарди. Прв пат ќе го искусиш така? Кога ќе прв пат, да, прв пат и го правам навистина да биде спектакуларно, навистина многу голем тим работи на самиот стејдж, на самата сцена да тоа делува навистина светски. Среќен сум што веќе дали имаме уште може 50 на карти. Да, и тоа сакам да прашам, бидејќи сепак е ограничена бројката, нели? Да, околу 1000 вакво се
големата сала е за публика. Сега ќе сообщете, една недела имаме уште до концертот, 10 дена, веќе 50-60 карти се уште на Макатикец. Што спремам? Спремам навистина целата таа моја некако, не би рекол младост, уште сум млад, ама се што пројдов овие години, целото детство, целата моја посветеност со глава во зид, буквално, желба да го работам ова што го работам. Многу препреки сум имал навистина, бидејќи кога си сам во нешто што го работиш, е нормално дека ќе се соочуваш со тешкоти. Некако го изведев тој пат и си реков на 2007 година. Во Домот на културата имав мој солистички концерт. Салата Стебилија Макфеска што се одржува беше преполна. Значи има луѓето што седе, имав уште 100 луѓе што седеа по скали, што го имам и на видео, снимен ми е тој концерт. И таа ми беше некако полетот за сите овие години што го работев и си реков сега веќе со 50 мои композиции сигурно дека ете треба да го направам ова баш на таа гламурозна сцена на Македонската филхармонија. Одлично, да имаш и близина со публиката на некој начин, се разбира, за да можат тие да го доживеат нели тоа како што треба. Имаме, ми се чини, двајца гледачи или две гледачки на линија, претпоставувам, а имаме можност да вклучиме една од нив. Ајде да видиме. Добро утро. Добро утро. Дали се слушаме? Знам дека имавме двајца, некој ако дали режија можеме да ги вклучиме гледачите? Добро. Ќе ни дадете знак кога ќе можеме да се продолжиме ние со разговорот во интерес на времето, можеби нешто имаме. Слободно нека, да, бидејќи знам дека ни споменавте дека има двајца. Инаку филхармонија била едно ретко уживање. Ајде ќе го вклучиме. Добро утро. Дали го имаме сега? Ајде ќе почекаме. Почекаме. Ајде сега, добро утро, трета среќа. Оди така, ајде. Трета среќа. Добро утро. Кој ни се ова? Моника е на телефон. Моника, како сте вие ова утро? Супер, кога ве гледам се е супер. Баш не е мило. Јоце му посакувам да продолжи со успешна работа, како и до сега, и да има најуспешен концерт. Да, на кој што ќе бидете и вие дел. Така е, да, баш ми е чест и драго, бидејќи идам на неговите свирки и баш ми е драго што ќе присуствувам и на неговиот концерт. Да, тоа ќе ве прашавме, Моника, дали сте биле дел од публиката каде што Јоце настапува? Очигледно да. Ќе имате можност еве подарок од нас, поточно од Јоце, нели преку Утринска на Телма за 8 март. Два билета на ваше име да може да уживате во концертот во филхармонија. Моника, благодарам премногу. Зубавиот подарок и од Јоце за 8 март. Имено, да. Билетите ве очекуваат во Телма, Моника, слободно од понеделник 10 до 13 часот. Дојдете да не посетите, ќе се поздравиме и ве праќаме на концерт. Благодарам. Супер. Поздрав до вас. Владче, колега, благодарам. Само да прашам, која е другата Маргарита Поповска, добитник сте исто така на 2 билети, исто ве чекаат во Телма од понеделник од 10 до 13. Да, со име и со презиме, тие ќе ги чекаат нашите гледачки во Телма, а за филхармонија. За филхармонија вела дека кога еднаш ќе ја искусиш како концерт, како сала, како амбиент, потоа тешко ќе биде одвикување. Да, веројатно ќе сакаш потоа и маратонски да ги правиш можеби во на овие концерти, така велат. Како да предчувствуваш, значи уште не сум го направил првите, размислувам за што е следно, каков проект, што како, значи навистина опива таа магија кога ќе влезеш таму и сега кога сме на пробите таму и кога снимавме видео таму и кога ќе застанеш на таа сцена е толку магично, толку големо, а се е тука, а сепак се ти е на дофат, не е хала огромна каде што ќе се поговиш, тука е некако се акустика, направено е навистина за уживање. Еве, како што спомена и гледачката која што оде на твои концерти, Моника, доаѓаат на твоите свирки, ама оваа естетика има некоја поинака. Друго е, ова нешто е подруго. Јас 8 март на нас го пеам низ локалите низ Македонија и на елитни тубави ресторани, имало навистина по 1000, по 2000 народ, луѓе и ништо можеби не е ново, но ова возбуда е како прв пат да фаќа микрофон. А сега те прашам, еве во Тугина спомена и доста голем број на твои колеги, наши македонски музички артисти во моментот да закажуваат некакви своји турнеи, веројатно и посета на нашинци во други делови.
Сте со тимот можеби во такви некои релации? Веќе разговарав Сиднеј и веќе ми договараат, само ви реков, само да заврши концертот. Трпение малку. Само да заврши концертот од 9 март понатаму, што сакате да разговараме и се договараме, но веќе во плане. И сум среќен што за месец колку има неколку месеци песната, еве навистина 2 месеци поколку. Пишуваат на твоја адреса сигурно и за песната и за тоа да дојдеш да ги посетиш. Да, ги допре многу, навистина многу за краток период. Јуце, би те прашала нешто што е апсолутен факт, а тоа е дека навистина динамично е времето за секој од нас, но ти си на повеќе фронтови, како видиме. Значи, прво си професор во Средното училиште Јосип Broz, професор по музичко. Си имаш своји настапи, нели, веќе како што рековме во изминатите години назад, што треба да се организираат, при тоа треба да се реализираат на вистински начин. Организираш концерти, надвор турнеи и при тоа си татко, што е една исто од главните улоги во животот, и сето тоа треба да биде во еден совршен баланс. Нормално заради тоа што не треба да чувствуваш нервоза, не треба да чувствуваш умор, а треба да се дадеш себе си во сите овие делови. Па како тоа тебе ти успева? Па, знаеш како викат Витолши, не знам кај терам. Ама ти знаеш кај тераш. Не, шала мала, ама среќен сум што од дете сум бил така организиран, тоа не значи дека не доцнам, ама зошто? Затоа што во денот, например, знам да си давам 50 обврски, што не е логично да ги завршите сите. И затоа сум цело време после морам секаде да стасам секаде, но пак ќе кажам, тие што ги наброја работи, што ми се приоритетни во животот, тие морам, за Лука морам да најдам час-два во денот, пошто не го интересира мојот концерт. Он кога ќе влезам дома, вика, веќе ме зафракава, Јоце Пано! Што гледам на телевизија и се му интересна таа најава, веќе 5 години, веќе му е 2-3 месеци. И сега веќе, сега веќе, па со иронија, па се зеза. Јоце! Мудри млади, генерацијата не... Што дочекам. Да, баш така. Секоја чест, уште еднаш само да те поздравам, јас сериозно ќе те поздравам. Добро веројатно го навигираш емотивно и да се поврзаш со учениците во Средното училиште Јосип Broz Тито. Учениците ми се најголемата енергија. Поминаа 4-5 години како си професор, така? 2020, да, во короната, 2021. Влегов, па тогаш се вработивме ние неработниците. Ама добро ти да во короната. Како податок во животот некој така нов момент. Искрено мислев дека ќе ми биде многу стресно, многу напор со сите мои обврски. Предизвика да се работи со средношколци? Но сум среќен што сум прво среќен што немам од први час никогаш. Тоа сум среќен. Ама средношколциве, сите ќе кажат тинеџерски години, луди години, така? Да. Јас дали дека цел живот сум со нив, со таа некаква генерација. Кај мене секогаш биле тинеџери и на настапи, доаѓале од прилика... Млада енергија, да. Таа енергија и дали дека можеби, не им бев првичо да ме запознаваат, ме познава и од надвор, значи не само од училиштево. Некако многу позитива ми даваат и затоа таа енергија што ме држи да останам таму. Одлично. Јоце, ти посакуваме успешен концерт. Биди ми жив, здрав и убав концерт. Честити 25 годишен јубилеј, како што функционираше досега, така и понатаму ти посакуваме, ти благодариме на поканата и ги покануваме сите оние дами кои што можеби досега не успеа да си набават карта, а сакаат да поминат убав ден за нив, да бидат во сабота на 8 март во 20 часот во Македонската филхармонија. Останати се уште карти, имате можност уште една недела да си ги набавите. Јуце, благодариме за времето, за наградите за нашите гледачки. И ти посакувам успех, па се гледаме во следна прилика, верувам не на толкава временска дистанца. Па, после концертот, бидејќи ќе се снима концертот, така да ќе имаме и снимки и тие што нема да бидат таму, да се надевам дека ќе можеме да пуштиме инсерти и да се подсетиме нови игри. И да најавиме нови концерти. Само да биде се најдобро.